Почитувани сограѓани, неколку изминати денови битолската јавност е преокупирана со отчетот на локалната власт, предводена од градоначалникот Владимир Талевски. Луксузно печатено издание, уште поскапа хартија и дизајн, кој остава впечаток дека отчетот се однесува за некоја светска метропола, а не за осиромашената, деградирана и крајно депримирана Битола. Отчетот за Битола за периодот 2005-2012 година несразмерно и несоодветно ја отсликува работата на локалната самоуправа, особено на Советот на општина Битола и неговите одлуки. За сметка на неадекватното вреднување на улогата на Советот, нереално се величат работата и под наводници достигнувањата на градоначалникот. Отчетот во огромен процент ја отсликува простата репродукција на комуналната инфраструктура или поразбирливо за граѓаните на Битола, замена на дотраени водоводни и канализациони цевки, се разбира и други инсталации, поправка на тротоари, замена со нов асфалтен слој на дел од улиците во градот, замена на прегорените улични светилки и многу секојдневни потреби. Овде мора да признаеме дека како новитет е вградувањето на бекатон плочки по тротоарите или по битолските булевари. Тоа е генералната содржина на отчетот. Мора да потенцирам дека ваквата работа ја работеле и ќе ја работи секоја наредна локална самоуправа и секој иден градоначалник. Разликата е во вештината на маркетиншката презентација и скапо платените реклами во електронските и печатените медиуми, која толку силно и агресивно ја практикува ВМРО, ДПМН и градоначалникот Владимир Талевски. Локалниот економски развој, олицетворен во индустриската зона Жабени и компанијата Кромберг и Шубер, која ја гради фабриката за автоелектрични инсталации, е реалност, но и вистинска слика за градење на лажен оптимизам на осиромашените и безперспективни млади луѓе. Со сигурност можеме да тврдиме дека платата на вработените нема да биде поголема од 8.000 денари и дека голем број на бенефиции, вклучително и превозот на вработените, ќе го организира и ќе го плаќа општина Битола, односно незините граѓани. Зошто се прикажуваат странските инвестиции, а не се прикажува продажбата на голем број фирми од градот и селење на капиталот од Битола во Скопје? Зошто нема фотографии од најмотниот земјоделски комбинат на Република Македонија и неговата продажба во рацете на скопски бизнисмени блиски до Никола Груевски? Јасна е констатацијата. Едно се прави, а друго десетици пати повредно се разградува. Ваквата состојба ја враќа Битола назад во секој поглед од реалното живење. Битола и неговиот економски потенцијал веќе го нема. Вработените скоро во сите фирми во градот стануваат наемни работници на фирми од Скопје. Тоа е локалниот економски развој на Битола. Тоа ли е конкурентноста во однос на домашните инвеститори и привлекувањето на странски инвестиции? Многу брзо на виделина ќе излезат и безброј други недоследности за кои ќе судат други релевантни институции. Ако не е така, тогаш зошто не се обелодени договорот за поволностите кои ги дала Република Македонија и градот Битола? Повеќе од 2/3 во печатениот луксузен отчет се фотографии од Битфест и Интерфест и други културни манифестации за кои опозицијата во Советот на општина Битола веќе 3 години не може да добие информација
за потрошените пари од буџетот на градот. Отчетот на општина Битола едноставно, реално ја отсликува незаинтересираноста на централната власт и парите кои ги инвестира во нашиот град. Од потрошените 6 буџети на владата на ДПМН, кои изнесуваат нешто повеќе од 15 милиарди евра, за Битола се одвоени едвам 3 до 4 милиони евра. Ваквиот третман е несоодветен и непримерен за една држава наспроти атрибутите кои со себе ги носи Битола и нејзините граѓани. На крајот, овој отчет ќе изгледаше малку реален, доколку ги прикажеше и штетите кои Битола ги претрпе во отчетниот период. Пеплосана и опожарена Битола и нејзината околина, урбанистички хаос, економски уништена и затворена чаршија, хаотичен широк сокак, лош јавен и такси превоз, загадена и запуштена река Драгор. И на крајот една моја предпоставка. Во дневните и вечерните локални вести најавата ќе биде: градоначалникот Талевски распали по опозицијата, или пак опозицијата говори колку да говори. Но сепак најдобар барометар се граѓаните. Благодарам.